9 часот и 11 минути. Велам добро утро за сите вас кои што подоцна ни се вклучувате на програмата на Канал 5 и ве поканам да останете со нас до самиот крај, да го проследите разговорот кој што во продолжение ќе го направиме со нашите прирасположени гости. Се надам дека така ќе остане и во продолжение и дека ќе задржиме она енергија која што ја имавме досега додека ги гледавме вестите. Пред да ги представам уште еднаш нашите гости, да ви ја кажам измената во гостите која што ни е минимална, можеби нема толку многу да се забележи, сакам да си ја представам и поздравам Верча. Верча, добро утро, во утро ќе си бидеме јас и ти домаќинки, се надам дека си добра, рече си поспана, јас ќе се потрудам да те расунам. Па добро, со оглед дека стануваме нели рано овие денови, така малку некој пат и нам утрата луѓе сме, па ни се малку поспани, но со вакво убаво друштво кое што го имаме во студиото, верувам дека убаво ќе си поминеме. Почитувани гледачи, ве поздравувам и вас и посакуваме ве убав почеток на денот да си имаме, верувам дека ќе го задржиме вашето внимание со сето она кое што имаме да поразговараме со нашите денешни гости. Цицета ги представиме уште еднаш. Така да ги представиме уште еднаш, веднаш до мене е Ален Осман, кој што го најавивме како професионален готвач. Тој е млад човек кој што од Македонија замина за Малта, таму работи, има собствен бизнис и е на одмор во Македонија. Добро утро и добро ни дојде во Здрава Македонија. Добро утро и добро утро на гледачите на Канал 5 телевизија. Се надевам дека си добро, дека убаво се одмараш во Македонија. Не знам колку ти недостига, ќе ни кажеш и нешто подоцна можеби за тоа. Да, дефинитивно. Да. Веднаш до тебе ние госпоѓа Венера Љатифи Азизи, која што е портпарол на владата на Република Македонија. Добро утро и добро ни дојдовте за прв пат во Канал 5 телевизија како гостинка. Добро утро, добре ве најдов во ова прекрасно друштво. Ке ве подмладиме малку. И секогаш убаво се чувствувам вака кога е друштвото убаво, претежно кога вака станувате со ова позитивна енергија и знаете дека денот така и ќе продолжи. Така ќе продолжи. Да, се надевам дека така ќе биде. Имаме интересни разговори и со вас. Ја променивте малку професијата, односно стега сте од другата страна, па ќе ни кажете малку повеќе за тоа што јавноста не го гледа. Да. Да почнеме? Не, прво да ги представиме уште еднаш нашите гости, веднаш потоа ќе се почнеме. Тука ни е Филип Гелевски и Филип Стојковски од The Solution. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Најпрво да ја поздравиме Ивана, која што не се чувствува најдобро, требаше таа да ни дојде, но мислам дека има достојна замена. Да, се надевам дека сум доволен. И доаѓате директно од Куманово, како беше патот наваму, се надам дека немаше многу гужви. Без гужви. Среќа беше супер. Да. Па добро, распусти се, луѓето малку се користат да ви стари одмори, малку порелаксирано е, да, се враќаат. Да, дека имате среќа, тројца кумановци имате на масата. Навистина. Да, и ја од Куманов, да. И јас. Не, а вие. Вие сте Кумановка, да, ете, баш убаво. Јас сакам да ве прашам дали услов за да се биде дел од вашиот бенд е да се викаш Филип? Да, тоа го слушав од условите. Последен услов. Последен услов. Да, но не помалку важен. Се надевам дека ќе имаме и со вас убав разговор, носиме гитара, ќе запееме, се надевам и со вас ќе си попееме, така рековме зад камерите дека ќе се потрудиме малку да правиме работи кои што можеби не ги правиме вообичаено на гостување. Како ви почнуваат утрата е моето прво прашање. Ален? Па доста рано, со тоа што имам доста обврски, рано со Бајла, така да телефонот од доста рано звони. Да. Затоа што нашите објекти кои што ги имаме на Малта функционираат во различно работно време, со кои што едното почнува 7:30 наутро, така да доста рано, од 6 наутро. Се мора да се подготви пред 7:30 да биде спремно. Да, така. За да се подготвим за доста брз ден и бизи ден, дефинитивно, да. Да. Венера? Прилично рано, 7:15, денот го започнувам. Први 2 пати неделно одам во базен. Навистина, браво. Зато изгледате одлично. Неге другото. Да, таа енергија некаде треба да се канализира, па потоа почнувам со децата, обврските, мајчинството е нешто посебно кое трае цел ден, исто како професијата. Нема крај, да, нема работно време. Нема работно време, порано пред да станам портпарол, барем викенди знаев некаде да поспиам малку, но веќе тоа не постои. Цело време си многу рано будна, а и доцна. Да. Легнуваш да прва станувате, последна легнува. Да. Права домакинка. Филиповци? Сега така ќе ви собрегам цела емисија. Така покрај нашата работа што нели е прилично во доцните часови до вечер. Да, вие сте трета смена, да, така трета смена вака одиме, али пак мислам дека секој од нас од бенд имаме некоја споредна работа, така да не смееме вака да спиеме до 1 или 2 нешто.
Ни пројде тоа време кога спиевме, имаш време. Пораснавте се. Да. Вака по нормално некое време од околу 9 станување. Да. И јас 9 и пол, така отприлика нека. Право на кафе. Мислам, право на кафе дома во еспресо машина. Сега не сакавте кафе, бевте скромни, ај може да после се завршено тоа дома. Завршено дома. Да. Што фини гости, бе, гледаш малку скромни. Сакаш ти да ни одговориш или се согласуваш? Скоро исто тоа е. Значи секој со своите обврски во почеток на денот, доколку ги има, кога сме слободни, реално гледаме сите малце да се фатиме она во легање во креветот, иако си буден. Дивина. Да, така да. Со телефон во раце, некој може би некој информација земаш или враќаш на пораки и тоа е тоа. Да. Во глава. Така, госпоѓа Венера, ќе продолжиме со посериозни прашања, но се договоривме дека нема многу да зборуваме за политика, малку повеќе сакаме да доближиме вашата професија и која сте вие всушност и како вие се снаоѓате во целата оваа улога. Како е да се биде од другата страна на прашањето, од новинар што поставува прашањето, портпарол што одговара? Еве првата разлика. Првата разлика е наместо да се обратам пред камерата, да се обратам да речам здраво Македонија. Јас се обраќам тука како од другата страна, веќе како портпарол. Разликата не е голема во суштина, вака ако гледаме, но е голема зашто секогаш се наоѓав од страната, секогаш поставував прашања, секогаш барав одговори, секогаш сакав да стигнам до една вистина што јавноста, без разлика што е цената на таа вистина, но вистината да излезе во јавноста и јавноста да биде добро информирана. Сега сум од другата страна, од таа тенка линија меѓу новинарството и портпаролството. Значи, тука ја соопштувам таа вистина. И секогаш сакам да бидам јасна, кратка, прецизна, искрена пред јавноста. Јавноста подобро сето тоа да го разбере. Предизвик сам по себе, зашто веќе не зборуваш во свое име. Значи, веќе не зборуваш како Венера, туку зборуваш во име на институција, во име на влада, но пред се зборуваш во име на граѓаните. Инаку Венера е не е непозната личност за јавноста. Апсолутно. Да. Веќе 22 години работев како новинар, мајка сум на 2 дечиња, Ериона и Етна. Двете дечиња имаат италијанско потекло име, името им е со потекло од Италија, зашто го уважавам тој регион. Да. Тоа е 22 години кога си во една професија е многу тешко да си преминеш во друга професија. Претежно ако работиш како новинар, зашто новинарството јас го рачунам како нешто посебна професија. Секогаш си информирана, секогаш бараш нешто, секогаш бараш одговор, бараш одговор јавноста, граѓаните да бидат информирани. Сега, тука кај што сум, секогаш треба да бидам спремна за тој одговор. Не знам кој од другата страна ќе ме прашува. И што ќе ме прашува? Да, и што ќе ме прашува. Но, секогаш, верувај ми, секогаш ми е задоволство што се наоѓам со новинарите. 100% од настаните, јас првин гледам кај се новинарите. И секогаш одам таму, кај што се новинарите, се поздравувам и во тој момент јас се враќам во тие 22 години. Таму сте својано своето. Да. Сега портпаролството, веќе ова ми е 8 месец. Така. Веќе некака не е адаптација, но сепак е уште сум во уште сте нова во тие води. Нова, да. Да, како ја прифативте оваа понуда? Дали долго размислувавте? Не, воопшто не размислував. Па ми рекоа Венера, ќе бидеш портпарол. Викам, ајде, не... Ви соопштија, че не ни прашаа дали така. Ќе бидеш портпарол, реков, бе во процесот на изборите, цело време бевме така и заврши, требаше владата да се формира, односно завршија тие преговори што требаше. И ми викаат, Венера, ќе бидеш портпарол. Ја ги гледам, викам, шо зборувате? Ќе бидам портпарол, како не? Имам друга работа, Ќе бидеш, викам, а зошто не? Да. Ајде да пробам, може би интересно.
и навистина интересно. И динамично. Таа врска со новинарството не ти се прекинува. Да бидеме јасни. Малку на поинаков начин. Еве со вас се знаеме од порано. Продолжуваме, ќе продолжиме и другите колешки. Значи, убаво е зашто ти учиш новинарство зашто 22 години е процес. Учиш новинарство од најдобрите новинари. Менторите се во новинарството, најдобрите новинари. И ти тоа го пренесуваш и во политиката. Новинарството и политиката нема многу разлика, доколку знаеш како да ги канализираш работите. Американска филозофка Хана Андрит вели дека политиката, односно политиката е поле за слобода и делување, и не е поле за власт и доживотно, односно непрекинато владење и непрекинат компромис. Значи, од тоа јас се водам. Политиката треба да се свати нешто како слобода и делување. И затоа можеби не ми треба ни тие 5 минути. Реков, можеби овој глас што го имам во новинарството или во сето друго, можам да го имам и да го пренесам како промена во политиката, зашто сепак треба да се излеземе од сенките, треба да прифатиме. Треба да ја направиме таа промена во политиката. Јас до вчера, например, не бев дел, но денеска сум дел на тие одлучувачки процеси, можам да им завршам повеќе работа на луѓето, можам да им пренесам повеќе пораки, повеќе информации, се што им треба и така натака. Да, ќе зборуваме уште за сето она кое што го работите од позицијата која што сега имате. Во Здраво Македонија секогаш зборуваме за тоа дека младите си заминуваат од Македонија и многу ми е драго што денеска во емисијата имаме еден таков гостин кој што создава, за жал ќе кажам надвор од тука, но се надевам дека тоа те исполнува и те прави среќен. Но најважно за почеток сакам да те прашам зошто си замина од Македонија? Тоа е добро просто прашање. Како дојдов на Малта во 2016 година, 16 април, уште го памтам датумот, беше првично да сознам нешто ново. Тогаш бев само 20 години, така да сакав да се обидам да се самостојам, така да кажам на некој начин. И се тоа спонтано отиде, значи 2-3 месеца се гледав дали да останам, дали да нема да останам, што се случува. Дали ми се свиѓа, дали нема да ми се свиѓа и така натака. Работеше на почеток таму? Работев како кувар, да, како готвач. Значи професијата не ја промени од првиот ден? Не. Така да во првите година и 6 месеци работев како готвач во хотел. После тоа во меѓувреме завршив на Штипскиот дипломирав како менаџер и се префрлив во делот на менаџерството. Така да менаџирав неколку ресторани низ Малта кои што доста естаблишд, да кажам, како ресторани. И на крајот со тоа што фамилијата после мене дојде во 2017 дојде прво татко ми, 2019 дојде мајка ми и така се фамилиарно се преселивме, да кажам, во Малта да живееме и се уште сме таму. Да. Каков е предизвикот и ризикот за еден млад човек сам да замине од Македонија? Па доста е голем, да. Треба да имаш доста храброст, треба да знаеш дека сакаш. Од каде таа храброст или можеби некое разочарување кое што тука ти се случило? Па не разочарување, не. Мислам дека промената нешто да промени во соседниот живот за да видиш како е надвор границата на твојот. Радикална промена, си одаме тука. Добро, имаш успешен бизнис кој што веќе го работиш таму, но нешто подоцна ќе споменеме за тоа, да продолжиме со Филиповци, да не се налутат. Имате ви убав повод за кој што сте ни денеска гости, имате нова песна, Време, колку време ја подготвувавте, кој се стои зад неа и се разбира целиот креативен процес да ни го раскажете. Ја подготвувавме сигурно од 2022 година. Аха, доста долго. Долго, да. Добро дека е време па наслов, некако време. Може би символично долго време, да. Првата идеја за наслов беше Време. Значи Време е, да, јас мислев првично дека така се вика песната. Време е, така беше некоја идеја. Ја направивме реално спонтано после една проба, после припреми за сезоната што ни престоеше тогаш. Буквално овој период. После едно
да кажем, после една долга проба, седнавме као да одмориме, да направиме некоја сет листа за свирките. И со гитара, брат, се буквално вака, ми тргна некоја идеја за... Веќе имав идеја во глава како ќе звучи некоја авторска numera, ајде да пробаме, слушајте другари, и така тргна целиот процес. И во тој момент, тој ден исто настана целата песна. Ете, спонтано сам. Спонтано, буквално, значи додека јас го правев рифот, значи музиката и аранжманот, Ивана со Филип и со Христи, значи другиот член што беше тогашниот член. Имате и друго име, добро. Тогаш беше тој член. Тогаш беше, да. Со мали идеи, со нели нормално со блиц идеи на зборови, на рими, на комбинации, го направија текстот што е сега излезен. Буквално, дали ова, дали е ова точно македонски, дали грешно? Дали ќе звучи, значи ние да комански другачи. Маце и значи буквално таа проба настана целата песна и мислам дека брзо после таа проба дури снимивме едно мало демо, чисто онака да си остане меморија, да не се заборави целата прича, што би кажа ние. Значи целата идеја да не се заборави, да си остане и некогаш натаму да се сними. И еве го тоа, некогаш се случи. Некогаш се случи, да. Значи после песната на Макфест, исто бевме во емисија, кажаме дека имаме една песна што стои во фиока, така, знаеш. Значи оваа е песната, оваа е таа песна, да. Имаме уште. Да, имаме уште некои numeri нормално. И те решиме само ова те песна дека ја снимаме паралелно да го снимиме и спотот, значи заедно да излезе, а не да биде како што беше за Макфест. Едно по едно. Едно по едно го направив и Маца искрено беше на брзање, беше некако така и во тој период ноември и многу свирки има. Многу свирки, многу беше студио за снимање, како што беше надвор снимано, нормално. И сега ова песна одлучивме баш онака постепено, кога што се иде да си залепат двете и спотот и песната и звукот, самиот звук на целата numera. Да. Така да баш онака спонтано излезе и тогаш, а спонтано и сега продуктот излезе на... Уште по-спонтано е гостувањето. Да. Дефинитивно, да. А од гостувањето плюс. Јас многу сакав да ја слушнеме премиерно, ексклузивно во живо песната, меѓутоа кажавте дека е дует и дека за тоа ни е потребна Ивана. Ја поздравуваме во овој момент, се надевам дека поскоро ќе оздрави и дека и на вашите социјални мрежи ќе направите некоја можеби акустична верзија, нешто што може исто да биде. Ќе се потрудиме тоа да биде во скоро. Да, но дали во среда можеби ќе биде во среда? Утре? Да, утре, да. Дали можеме нешто друго да слушнеме од вас? Може, како не. Поклонете се и почнете. Може некој стар добар хит од Лозано. Може. Значи да пееме ќе треба. Така, да, знаете се, затоа одбравме песната. Знам дека нешто криеш ти, знам јас. Ми кажуваш без зборови, по твоите очи познавам. Во срцето ти допира. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Вечен летен, благодарим. Венера само што не се распеа. Па малку ми фалеше. На следниот рефрен може ќе имате некоја музичка желба. Може така, ќе направиме. Сакам вас да ве прашам кога прв пат застанавте зад говорница како портпарол и какво ви беше чувството тогаш? Се сеќавате ли на тој момент? Да. Тоа секогаш првиот пат го паметиме, да. Не се заборава. Не се заборава, да, како и ова што денеска сум со вас за прв пат тука. Да. Гордост, одговорност, но емоција и трема. Да. И чудно им беше што јас после толку години пред камери имав трема.
но тоа е сосема нешто друго. Се разбира. Да, сосема нешто друго. Кога ги ставив прв пат рацете тука, таа На говорницата, е некако и ги ставив рацете тука на говорницата и тогаш разбрав дека веќе ја добив таа институционална одговорност. Да. Многу поголема од се претходно што сте работеле. Да, тоа веќе беше сосема ново поглавје, сосема нешто ново започна во животот, сосема друг текст си зема и животот и себе си. Од тој ден, значи, тој пресврт се направи, но велам дека тоа е голем момент на одговорност и гордост. Зашто знаеш дека не само лошите работи, но ќе се обратиш пред јавноста. Да. Тој ден станав мост меѓу власта и народот. Јас секојаш се гледам тука себе си. Ги објавувам работите што народот, односно граѓаните треба да ги знаат. И дента кога го реков тоа почитувани граѓани, почитувани медиуми, тоа ми остана она дека се обратив пред целата јавност, дека веќе она што го кажавте, одговорноста е многу поразлична. Да, во новинарството се обраќате тука, но не носите институционална одговорност за секој искажан збор. Сега тука секој твој искажан збор се зема како институционална. Ви беше ли никогаш страв дека можеби ние сме малку народ кој што едва чека некој нешто да погреши? Не. Зашто, да, можеби народот секогаш сака да ги фати грешките, но кога ги гледав моите бивши колеги пред мене, тоа беше најголемата моја сила. Се утешив? Да, се утешив. Да. Се утешив, ги видов тие и реков, нема тука што ќе се исплашам. Да. И точно. Прочитав можеби 10 пати текстот го прочитав. Се разбира, се подготвивте, не дека ќе сгрешам при читањето, туку да не испорачам некоја погрешна порака што погрешно ќе биде сватена, да, протолкувана. Да. Ален, ќе продолжиме со тебе и со твојата сладка приказна на Малта. Како се роди воопшто идејата за да отворите сладкарница? Па точно околу 3,5 години, пред 3,5 години. Заедно со мој татко и братот и мајката, речевме да направиме нешто различно, затоа што на Малта не се нудеше нешто кој што жителите, туристите во глобала може да го пробаат како десерт кој што е свежа направа. Малта во глобала има многу замрзнати продукти, има многу малце места кои што произведуваат сладки, со тоа што на дневно ниво. На дневно, да. Со тоа што се одлучивме да ги вметиме нашите продукти, значи балкански, така да ги кажам, традиционални, да. Не беше воопшто лесно на почетокот, пошто локалците беа многу како скептични, да, не сака да кога им објаснуваш, ајде сега баклавата, пошто имаме како дел, ја знаат, пошто е нешто што го пробале во Турција, меѓутоа, кога им кажеш, не знам, за трилече, например. Да, што се имате во понудата? Значи имаме од баклава, од еклери, од трилечиња, од бајадера, од секакви види на бомбици. Се наше. Требаше нешто да се каснеме утро. Така да малку со некој различен твист, например, не знам, еклерите ги правиме со различни врсти на кремови, од фстак до бел крем, до чоколаден крем и така натака. Вафли и нормално тостовите, кои што се нешто популарно, кои што доста многу локалци се зачудија за големината на тостот, пошто нели таму има некои тостови кои што многу помалечки, значи слично. Така да фидбекот на почетокот беше па не знам дали да го пробам, па дали тоа ќе биде убаво, меѓутоа сега после 3,5 години. Колку време им беше да се им требаше за првите година и пол, да. Многу маркетинг, за да може луѓето да дојдат да го пробаат тој продукт. А ти си маркетинг експерт, колку што знам. Така да многу ефорт, многу пожртвувано за овие 3,5 години, можам да кажам така, начело со мајка ми. Да, браво. Сигурно гледа, поздрав, да. Да. Така да ето, се гордеем дека после 3,5 години сме више со 3 локации, отвориме само моментално ресторан кој ќе го зборувам во Се тоа во Малта? Се во Малта, да.
Дали може да очекуваме ресторан во Македонија? Па во Македонија, да. Се гледа таа, има многу голема барувачка. Има интерес, значи. Да, има интерес, да. Со тоа што јас сум тука роден, имам многу пријатели кои секако. Кога се сретнеме, па кој ќе биде, па дали ќе се отвори, па Дошли ли некој во Малта од оние кои што ги знаете од тука од Македонија? Да, има многу македонци кои што доаѓаат и на одмор, кои што посетуваат некои роднини во Малта и првото место за десерт е Мама Шугар. Да. Да, одлично. Значајно за споделување од она кое што ти го работише, дека во сите ресторани и сладкарници што ги спомена што се твои, имаш вработено лица со попреченост. Да, тоа е нешто кое што јас го работев, Венера знае, во Црвен крст пред 12 години. Ние малку повеќе се знаеме со Али. Да, пред 12 години, 13, така да тоа беше нешто кое што си рекол кога ќе отворам собствена компанија, или нормално, е да се вклучат лицата со посебни потреби во работниот процес на сите сладкарници. Со тоа што почнавме пред години и пол со еден вработен, моментално имаме 5. Браво. Околу 30% од компанијата работат лица со посебни потреби. Локалците доста добро реагираат на ова, зашто има многу голема број на луѓе кои што се со посебни потреби. Во угостителски објекти во Малта често и скоро никош да се види да се бидат заработени, не. Повеќе да се работени дали во фабрики, значи нема ништо што е во делот со клиентите. Затоа што локалците тоа многу го почитуваат. Да. И бев придобиена награда државна исто така, кој што ќе втората емисија. Да, имаме некои фотографии, подосна ќе ги погледнеме. Така да, еве сега кога идев на одмор, вчера ми се јави на вработените, кога ќе се вратите? Ама ние овде ви фалиме, знаеш. Таа конекција со тие лица кога ќе им дадете опција да бидат прифатени, да бидат вреднувани исто така. Да бидат еднакво гледани со сите останати. Јас сакам да прашам колку лицата со посебни потреби во Малта имаат повеќе услови можеби од нашите? Па има доста големи услови, да. Значи има доста многу исто така од Европска унија доста поддржани проекти кои што се вклучени. Имаат организација кои што вика Ленс Петери фондација кои што ги спрема за да се вклучат во работниот однос исто така. Така да доста поддршка од државата. Да. Се надевам дека и кај нас барем малку ќе се променат работите и ќе тргнеме напред на таа тема. Да се вратиме малку ние на тема музика. Името The Solution носи силна порака, но кое е значењето за вас? Самото име е решењето. Како дојдовте воопшто до идеја да така се викате? Па Кој беше кумот? Јас сум кумот, да. Он е кумот. Да, мислам дека исто како песна, во еден ден буквално блиц. Прво имав некоја идеја да биде simple solution, како просто решение за забава. Ама некако долго. Некако долго, знаеш, иако мене ми се допадна многу. Па и на другите, ама да го размислуваме, тој дел долго го размислував, ајде да го направиме пократко да биде само решение или тоа решение и така излезе да се улучи. А ние сме еден слоган као решение за забава. За добра забава. За добра забава, тоа е буквално. Па така е, музиката всушност е решение за во расположение. Така, нели сите кога прават приватни забави, свадби, пример концерти или па музиката е присутна и во тага и во веселба, мислам дека така, секогаш знае нешто што лекува, да, не можеме без музика. Да. Колку е тешко да се пробиете на македонскава сцена, бидејќи еве ние како новинари секојдневно слушаме за нови музички имија кои што излегуваат и претпоставувам дека треба да си автентичен по нешто. Треба дефинитивно, поготово ние нели и двете песни некако не би ги ставил во она популарна граница на музиката што сега е во етер. И со тој факт мислам дека многу потешко него што треба да биде искачување на целата, нели. Не е нешто што е комерцијално, она што вие го правите, да. Буквално не е комерцијално, него се трудиме онака стил што го слушаме дома, колку толку да го пренесеме со некој покомерцијален текст, би кажал. Значи малце поприлагодлив текст за публиката. И пак да остане наш стил. Да, па да го задржиме она што ние го сакаме да добиеме тој некој рок звук што мислам дека во Македонија одамна изгубен. Не знам кој снима више, кој снима опште као бенд, осем
нели Дупер ќе ги ставам, што направи хит и фанк шуи исто. Така да ретки се бендовите, повеќе се изведувачи, како соло изведувачи, пратени од бенд или од некоја продукција слично. Така да би ставил дека многу доста, нели, мислим, тешко е да се достигне до левелот предизвикувачки. Да излезеш како звезда на нели големи фестивали или така, нели, некоја продукција во позадина да те побара или слично. А и ние ќе се трудиме да го работиме што го работиме, па што треба ќе пропуснеме. Да, ние секогаш сме тука се разбира за поддршка. Го споменавме и Макфест, дали можеби се подготвувате повторно оваа година да настапите? Ова година не, ова година не. Али тоа така исполна. Се случи, работеше за случаја, посекочени и доста компликации малку. Направивме пушбек, така да. И да, некако сите се вративме неколку чекори назад после сето тоа неубаво, страшно случување, да. Нема да не спречи тоа што ова година нема да одиме, нема да не спречи за следната година. Што подобро за следната. Веќе во идеја да правиме и песничка. И знаеме костилки, така што ќе правиме. Ќе биде. Кога сме кај чувствителните теми, госпоѓа Венера, постои ли најдобар начин да се пренесат тие чувствителни информации до јавноста? Да. Постојат само искреноста, добро информираноста. Искреност, луѓето, доколку си искрен, тоа ти се прочита во лицето. Треба да, колку и да биде тешко, треба да излезеш пред јавноста, да го искажеш ставот, да не креваш паника, туку да го информираш народот, да ги информираш граѓаните за се што се случува. Тоа е најтешкиот миг, сме имале такви ситуации. Уште потешко е кога ти се поставува некое прашање кое си информиран, но не до толку. И ти треба да се снаоѓаш во да бидете политички коректна. Да. Ако речеш не знам, ќе те извадат дека не знаеш. Да. Ти имаш толку институции, толку министерства, не можеш да не си компјутер за да се меморираш. Се разбирам. Но сепак тие убавите вести се подобри од тие што се чувствителни. Секогаш е така. Например, кога ќе објавиш дека инвестираш во младината, дека планот, акцијскиот план што го имаме за 2025 година за вработување, тука им помагаме на младите до 29 години. Па кога објавуваш нешто како што е тоа дека твојата земја станува градилиште со проектите на секаде што се вршат низ општините и натака. Значи да, тешко е кога требаш со почувствителна тема да се обратиш до народот, до нацијата, но сепак таа доза на искреност е најбитниот момент. Тука треба да стоиме, треба да објасниме што поконкретно. Зашто други луѓето надвор од камерата од Венера, но и од сите нас барат конкретно, барат разбирливо нешто да им се каже. Не да им вртиме наоколу. Тоа е сепак навистина политика, но тука треба да се биде директен и искрен. Така. Вие сте портпаролка со Марија Митева на владата, да потенцирам. Колку ви е важна поддршката која што си имате една од друга? Колку учите една од друга? Па, секогаш ја и Марија тоа го велиме. Она има подолго искуство во политиката, јас подолго искуство во новинарството. Се надополнуваат. Да. И некако интересно е што останавме некој склоп, интересен склоп, си се прашуваме меѓу себе, си знаеме меѓу себе, убаво си седнуваме, секојдневно си пиеме. Нормално, да. Не се знаевме порано, но и кога си во брак, треба некое време да си поминеш, да се запознаеш со некого, а не на работа, кога воопшто не сум имала контакти порано со Марија. Денеска многу добро соработуваме. Мислам дека ова станува се поинтензивно, се подобро секој ден. Она е помлада, но знае политика добро. Секогаш си се прашуваме. Јас во новинарството и кога одиме кај новинарите и велат, дојда овие двите. Интересно е фактот што можеби Македонија, не можеби, туку Македонија за прв пат има 2 женски гласа во владата. Точно. Тоа е сепак промена, тоа е сепак сила што и се дава
на жената. Јас и Марија не се чувствуваме како само да партиципираме во овие процеси, туку да имаме и некој одлучувачки глас. Значи, да предложиме промени, да направиме кратка пауза, извинете што ќе ве прекинам. Одиме со вашата омилена содржина, реклами, веднаш потоа се враќаме во студиото.